Ѓаволот што влезе помеѓу тројца верни пријатели. Чита Александар Станојков. Си биле тројца верни пријатели и си живееле од браќа повелико. На живеачката што ја имале тројцата пријатели, сите луѓе што и знаеле му завидувале. При се што му се праеше на ѓаволот ќеот дека му завидувале светот, пак ти се преприел на човек и му се здружил со тројцата пријатели за да и расипит од братството што си го имале. Од ден на ден ватил да ја надупува и да му оладнува милоста што имале помеѓу си. Дупни го ѓаволот чини едниот, дупни го другиот и денеска утре и донесе за двата да се скараат за некоја работа. А третиот не можеше да го скара, чунти кроток беше од мерата надвор, за ништо кусур не ваќаше. Многу пати му велеше на ѓаволот: "Абре, побратиме, од кога дојде ти при нас, се туку не дупиш за да се скараме. Колку за мене надупујме, колку да сакаш, ич не берам гајле. Ама за другари не ми е макао ти се троа серце ми ти ќе од дупчалакот твој што е, ете кај туку се подкаруваат и ме страв да не се скараат некој ден, чисто што да неќе да се видат. Да, ако се расипат, себо по твој ќе бидат. Те молам, ако си рисјанин, остај се од тој дупчалак, од тие греота." Море пријателе, да ми простиш, оти ќе ти речам нешто," му рекол ѓаволот. "Ама атар да не ти останит, јас се гледам оти ти си кроток човек, ама и толку кроток, пак си го нема лезето. Јас вистина сега брго се здружив со вас, ама кога гледам колку неправење помеѓу вас, душата ми пука, ти ќе за тоа ве набавќам. Јас туку седам и се чудам, бре човече, со тебе како си толку прос, да не се сеќаваш оти другарите твои и мои се бијат шега со тебе. Сте имаат наместо пачавра црепнарска, а пак ти туку и честиш, туку и спомагаш, санќим ќе ти донесат теле од гоеда. Море пријателе, не знаеш, оти ако бидеш овца, секој ќе те стрижет. Море пријателе, сам Ристос кажал, бидете итри како некој ѓавол. Кога ќе речиш некој збор да бил арен, да бил лош, назад да не си го земаш, ништо од патот не истај се, тоа се вели да бидеш итр као ѓавол. Пријател, а не како тебе, што те страв на мрава застапиш. Дека таков си, ти ќе не можеш две наедно да клаиш и да се обогатиш. Што велиш, пријателе, не е вака како што велам јас? Не е така, море пријателе, не. Ти како што велиш. Јас ти реков, преѓе оти твоите збори не се замашал. Биле да и сега ќе ти речам, оти право не зборуваш, а и атар нека ти остани ако сакаш. Сите збори што ми рече, сите ми се гледаат како за дупачка и расипувачка за соверени пријатели, и пак за зборот што го рекол Ристос, итри бидете како змии. Тој не го рекол за да бидеме само итри, да грабаме со неправење да се обогатуваме, а ми рекол и да бидеме чисти и кротки како гулаби, да се милуваме едни други од браќа повелико, да не си прегледуваме на некои зборови и во други работи, да не носиме еден други, а не наодиме едниот по патот, другиот во трњето, што рекол третиот другар. Не е така како што велиш ти, де. Јас одам по зборовите од Бога, му рече ѓаволот. Како што вели, со каква мера ќе ти мерат, со таква да му мериш. Па за луѓето велат, клин тера. Али ти рече некој лош збор, речи му го ти, да не те прави другиот будала. Те удри еднаш некој, ти удри го дваш. Не лежи му, оти решетото срце имат, а ако го стапиш, ќе рипни да ти удри чел. Вака, пријателе, бидуват маш човек, не. Не како што живееш ти со твоите пријатели. Да, и ако му кажеш гајле не ми е чунти, јас се право како што така зборувам. Право зборуваш, пријателе, како јажев торба, му рекол третиот пријател. Според Господ, како што ни заповедуваат, ни еден збор не кажуваш и со овие зборови не верувам ти да ватиш пријатели за да живееш со браќа од браќа повелико. Господ да те поразуми да имаш мисла арне. Ај ми со здравје за сега, да некоја вечер ќе те викам у мене на вечера, за да се поисприкажеме понадолго и понашироко. Со ваквите и уште полоши зборови и дупеше ѓаволот и двата пријатели, да беше и донесол чапрашик да одаат. Поминало бајаги време и никако не можел третиот пријател да изближи двата и да живеат како што живееле понапред.
Гледајќи така, третиот пријател беше и канила на вечер на гости двата и самиот ѓавол. Многу збори поарчи третиот пријател за да изсмири и издружи сите тројца. Арно, ама ич ѓаволот кога му е среде, ич кој може да изсмири? Тој рече Сиромов некој збор за мирба, ѓаволот одрече го за кавга. Кога видел ти не може да измири со тие збори и третиот пријател, беше станал просто и беше извоил капата, та беше се прекрстил 3 пати и рекол: во името на Бога ве преколнувам, немојте да се расипеме од нашето братство што сме си го имале, ич за ниошто, оти сме си рекле некој збор помеѓу нас. Уште недоречени тие збори, туку невиден би се сторил ѓаволо на тема, го велејќи ѓаволот: проклети што се прекрсти името од Бога, го рече, не ме остаи едно кале да расипам. Кога го чуја тој збор тројцата пријатели, на чудо станале, рипнале и се избакнале, се испростиле за пизмата што си имале помеѓу ним пикната од ѓаволот. Од тој саат пак си заживеале како што живеаја од понапред.